председателке. Видите, вака сега јас се знаеме, веќе се запознавме, значи научно си ги гледам работите и научно ги согледувам работите и ги коментирам. Така да нема, општо немам намера да објаснувам, но еве ќе ви прочитам. Значи што векат истражувањата, дека квалитетно поминатото време на родителот со детето има позитивни ефекти кај децата во однос на спречување, односно намалување на можноста детето да поиде по погрешен пат или да покаже деликвентни појави. Значи деликвенција е многу широк поим, прочитете. Помага кај стекнување на здрави здравствени навики, помага при намалување на прекомерната тежина кај децата, нешто што е проблем во целиот свет, помага при нивните академски достигнувања и генерално квалитетно поминато време на родители со деца е добро за психолошката благосостојба на децата. И сега во однос на другите работи што ги кажавте, јас само едно ќе кажам, дека вие ако мислевте на децата, навреме ќе доставевте учебници во училиштата. Вие ако мислевте на децата, ќе профункционираше платформата на Мила Царовска, која никогаш не профункционира. Вие ако мислевте на децата, ќе направивте многу повеќе работи, односно ќе направивте нешто што го ветувавте, што го стававте на билборди, го најавувавте, се сликавте, рекламиравте, за да на крај дојдеме до состојба на бомби, на затворени училишта, на несигурност, на нестабилност на децата. Се што придонесува да се дојде до една, да кажам, нарушена состојба, нарушена благосостојба, децата не се сигурни веќе никога одат во училиште. Тоа го гледаме сега во соседството и кај нас ќе дојде кај да е, за жал. И уште една работа. Многу ми е интересно ова што се враќате на 2012 и на Скопје 2014 и на тие проекти и на тоа време. Тоа покажува очај. Значи, кога вие се враќате 11 години назад, 12 години назад, коментирате некои работи тога што се случиле и тоа ви е оправдување за ова што го правите, значи логиката, тука нема логика. Се браните што нешто што не било добро и сега тоа ви е оправдување за вие да направите уште полошо. Јас мислам дека веќе ниту еден граѓанин не ви верува на овој спин и на овие работи што ги кажувате, бидејќи навистина се смешни и апсурдни. Не може вие да ми кажете дека тогаш било така, па сега ние имаме право и ние да го направиме тоа така. Па нели се боревме за подобро општество, нели први бевте таму, многу од вас тука на шарината револуција кај што викавте дека треба да има ова, треба да има правда, треба ништо тоа не се случи. Сега немате образ тоа да го зборите. И на крајот на криштата, потрошувачката кошничка за месец декември ќе кажа е над 50.000 денари. Минималната плата е 20.000 денари и кусур. Значи, две минимални плати не обезбедуваат минималната кошничка. И тука застанува цел муабет. Ви благодарам. Фалемдерит, колега.